Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст, епизода број 70. Вау! Свесна сум дека има и повеќе епизоди ако соберам и лайв и некои медитации или некои материјали кои што ги имам давано, но многу сум возбудена и со огромна радост и среќа ја снимам токму 70-та епизода. Она кое што сакам на почеток да го кажам е прво да ви се заблагодарам на сите кои што редовно го следите подкастот и на сите кои што ми пишувате фидбек, споделувате, ги праќате епизодите на оние на кои што на вистина им се многу потребни. Затоа што на крајот на денот, ако растеме сами, немаме со кого да растеме. Буквално остануваме осамени, но кога растеме заедно во група, тогаш тоа е многу помоќно и некако животот станува по-среќен и доробива друга димензија. Многу размислував на која тема ќе зборувам за 70-та епизода и некако станувам свесна дека полека но сигурно чекорам кон 100-та. Би сакала да можам до крајот на годината да снимам толку епизоди, можеби ќе снимам, можеби не, согласно мојата ситуација сега, некако не сум сигурна колку ќе можам и како јас ќе се справувам со 3 деца и како ќе го организирам времето, свесна за променливоста и динамиката реално што ќе се промени во животот. Не можам од сега да направам некој план, но се надевам дека ако ништо друго ќе има уште најмалку да е 10. Она кое што одлучив да го снимам денес, односно да зборувам на таа тема денес, е една од најголемите пречки. Јас би рекла една, втора, трета, зависи како ги бројам, меѓутоа една од најголемите пречки. Имам неколку на ум кои што ги имам на список понатаму да ги снимам, бев некако потикната од една слика која што ја објавив на стори и доби многу реакција. Тоа беше немој да го споредуваш твојот чаптер 1 со нечив чаптер 20. Односно немој да се споредуваш твоето поглавје 1 со нечие поглавје 20. И така седнав и размислев, штом толку многу личности ми изреагираа на ова, ставија лајкови, ми пиша, па кој сподели некоја своја приказна, дефинитивно е нешто со кое што сите се соочуваме во одреден период од животот. Виновна сум и јас дека сум била на тоа место, но некако со долготраен или долгогодишен развој на себе и работа на себе, сватив дека тоа е дефинитивно една огромна пречка и можам да кажам дека кај мене е многу намалено, може би сведено и на минимум, а во моменти кога ќе се фатам дека го правам истото, знам како да изреагирам, односно знам што да направам за да го спречам. Оваа епизода токму сакам да ја посветам на тоа што ни носи споредувањето со другите, зошто го правиме и како може да го надминеме. Може би нема да успеам буквално се да опфатам во оваа епизода, но ќе се обидам да ги донесам најважните работи. Она кое што ми е многу важно и зошто го споделувам како една од најголемите пречки за личен раст и развој, затоа што ние мислам дека многу малку размислуваме кога влегуваме во процесот на личен раст и развој, многу малку размислуваме на што нам ни е бариера. Па така почнуваме да работиме на себе, дознаваме работи, се едуцираме, пробуваме да менуваме некои работи, но не ги гледаме оние работи кои што ни сметаат, а продолжуваме упорно да ги правиме. Па така е тоа споредбата со другите. На некој начин и покрај тоа што можеби мислиме дека се инспирираме, ние многу често, па дури би рекла дека им повеќе од доволно запаѓаме во замката на споредба. Што има таа, а што немам јас? Или како стигнала таа таму, а каде сум јас? Сите некако имаме добра намера. Но не значи дека она што го правиме со добра намера, дека и чинот кој што го правиме е добар. Зошто почнувам тука? Многу често сакаме да ги поддржиме другите на начин на кој што им кажуваме што да прават. Јас знам што е најдобро за тебе. И ова е нешто за кое што често зборувам и со клиентите, меѓутоа и тука на подкастот. Но почнувам одовде затоа што она кое што го имам забележано е дека многу повеќе не сме свесни веројатно дека многу често знаеме да земаме совети од лаик, односно од личности кои што немаат доволно едукација во позадина. Па така
почнуваме да перцепираме само една перспектива од приказната, а не гледаме пошироко. На крајот на денот, знаењето никогаш не завршува. Ние постојано мораме да се усовршуваме, да работиме на себе, да гледаме во она што не го знаеме и колку повеќе знаеме, толку повеќе сваќаме дека не знаеме. Но често се случува еден период, особено некаде на почетокот на личниот раст и развој, каде што личноста мисли дека знае се, дека знае доволно, дека завршила одредена едукација, завршила одредена курс, семинар, факултет и слично и дека може да го промени светот. Додека тој ентузијазам е многу здрав и многу убав и многу потребен, сепак постои една голема одговорност и една голема, би рекла јас, како да кажам, јаснотија дека станува збор токму за некој што па и не знае баш. Зошто? Затоа што, повторно ќе нагласам, намерата е добра, но не е чинот добар. Бидејќи во тој момент лаикот дава поддршка во тоа што тој мисли дека е најдобро и вика јас ти посакувам добро и еве прави го ова и ова на овој начин и ќе стигнеш до целта. Што значи тоа? Тоа значи дека не допираме во контакт со себе си и дека не допираме во контакт со својата интуиција, со своите вредности, со она што ни е нам автентична личност и не ти помагам реално да чекориш на својот пат, туку те тргнувам од твојот пат и те водам на својот пат. Што сакам да кажам со ова, за да не ве збунам? Кога ние се инспирираме, кога ние читаме, кога ние гледаме кај други инфлуенсери, колку и да е тоа убаво, или пак коучеви, без разлика, колку и да е тоа убаво, ќе забележите дека психотерапевтот скоро никогаш не кажува вака и вака ќе правите, туку вика секогаш бидете во контакт со себе, видете што е за вас најдобро, ние сме сите индивидуални личности и така натаму, а некој друг често знае да донесе моментот на вака и вака правам или ќе правиш, ова и ова е најдобро и така натаму. Кога ние, може никој ништо да не каже, меѓутоа кога ние го следиме другиот и пробуваме да станеме како него, ние всушност се тргаме од главната цел на личниот раст и развој, бидејќи целта на личниот развој не е да станам послично со XX со некого, туку да бидам што е повеќе налик себе. И ова ќе го повторам. Целта на личниот развој не е да бидеме послични на некого, кога го следиме, на кого му се восхитуваме, кога го сакаме и така натаму, туку да бидеме што е можно послични или повеќе налик себе. Односно, да допреме до нашата автентичност, да видиме кои се нашите капацитети и максимално да ги развиеме. Што значи дека кога ние се споредуваме и кога ние гледаме од другите, а не само да се инспирираме од типот на окей, успеала таа, можам да успеам и јас на мој начин, со мојот темпо, во мојот процес, оно што ние го правиме, чекориме на нивниот пат и наместо да станеме што е повеќе јас, ние стануваме сте повеќе таа, или ти, или тој. А она кој што би рекла дека е најголемата дарба е да станеш и не да станеш како јас, туку да станеш ти оноку како што сум јас. Односно да си дозволиш да бидеш автентична, да живееш во твојот живот со твоите капацитети, да ги развиеш твоите капацитети и да уживаш во целиот тој процес. Сега, не е цел да го живееш ти мојот сон, да имаш цели кои што јас ги имам, да имаш навики кои што јас ги имам, да ги земеш навиките кои што јас ги имам и да ги употребиш, туку да видиш кои се твоите предности, кои се твоите сили, кои се твоите мани, кои се твоите идеални навики, за да го исполниш, да го достигнеш својот максимален потенцијал. И не мора да е секогаш максимален потенцијал, меѓутоа твојот внатрешен капацитет и потенцијал. Оно што го правиме кога се споредуваме и кога почнуваме да земаме навики од другите личности, ние си правиме најголема пречка. Иако може би реално не ја гледаме оваа споредба, ние ја правиме. Ова се случува и со книгите за самопомош понекогаш. Вметнете ги овие навики и ќе си го промените животот. И многу често зборувам, пример, го давам спиењето. Спиењето е клучен фактор за
психофизичко здравје, особено за менталното здравје, затоа што доколку не сме наспани, сите симптоми со кои што се соочуваме, многу често не водат кон тешки психички диагнози, кои што дефинитивно не станува збор за нив, туку станува збор за исцрпеност и умор. И кога ние почнуваме, да речеме, јас паметам кога ја прочитав Клубот 5 часот наутро, прекрасна книга. И топло ја препорачувам и е навистина добра. Робин Шарма ми е еден од првите со кои што влегов во коучингот и кои што почнав токму таму да се едуцирам за коучинг, со семинари, со работилници и со посебни програми кои што ги прави и се уште ги прави, меѓутоа одамна не сум веќе таму, но баш беа интересни, а јас се потикнав и од оваа книга, иако имам други многу поомилени од него, меѓутоа она кое што јас тогаш го доживеав кога ја читав книгата беше еден гнев, еден отпор, еден бес, затоа што јас секако станувам тогаш, затоа што морам, а не затоа што сакам. Меѓутоа не можам да ја правам таа рутина. Морам да станам затоа што детето ми стануваше во 5, па дури пред 5 часот и не можев реално кога ќе станев да ниту да се чувствувам доволно наспана, затоа што пример се уште се будеше во текот на ноќта, бев исцрпена, имав во друга фаза од животот се наоѓав, едноставно имав други некои моменти во тој период и бев добро што ако станувам во 5 часот, што ме прави поуспешна кога јас не можам да ја правам оваа рутина. Понатаму имав еден период кога успевав не во 5, меѓутоа подоцна да станувам, а да имам простор за некој дел од оваа рутина или пак да ја правам оваа рутина навечер. Јас некако повеќето рутини можев да ги правам и можам се уште да ги правам навечер, затоа што децата многу рано ми легнуваат. Значи некаде во 7:30, ајде да речеме 20 спијат. И јас имам можност реално до кај 10 часот без да сум исцрпена да направам многу за себе. Но доколку го правам тоа наутро, нема шанси. Прво не можам да станам многу порано затоа што во моментов е невозможно ќе станат заедно со мене, ако јас станам во 3, ќе станат во 3, ако станам во 4, таква е фазата во која што се наоѓам. Свесна сум дека тоа ќе се менува со текот на годините, но секако стануваат многу рано, некогаш знаат и пред 4 да станат, некогаш 4-5, значи зависи каков е животот, како и да е со изгри сонцето се станати. И оно што е интересно е што кога тие ќе станат, јас не можам да одам и да го правам оној шаблон кој што го носи оваа книга, или пак има уште една популарна книга, The Miracle Morning, магичното утро веројатно, не знам од кој автор беше. Исто е горе-долу поентата, да се стане, да се вежба, да се тушира, да се доручкува, да се пишува дневник, да се чита книга, значи да се медитира. Тоа се некои како шаблонски работи што да правите и земете ги овие навики. И додека овие навики се одлични, може да бидат одлични за многумина, доколку ние слепо тргнеме да ги правиме затоа што некој рекол дека се добри и некој рекол дека ќе ни помогнат, ние влегуваме во процес на јас станувам ти. Јас не сум јас. Јас не сум автентична. И можам да го правам месец, 2, 3, да уживам во тоа, да уживам во некоја моќ, empowerment во моментот која што ја чувствувам, дел сум од нешто, правам нешто добро, но реално тоа во оваа фаза од мојот живот па и не е толку добро. Или сите тие моменти не се толку добри. Може да биде одлично, пример, раното станување, а медитацијата може воопшто да не ми е потребна, може тотално во друг период од денот да ја правам, или воопшто да не се сложувам со неа, значи да не е нешто кое што ми носи бенефит мене, или пак пишувањето дневник да не е така рутински, може да биде баш кога ќе имам потреба за тоа. Имате епизода за пишување на дневник, односно 2 и видови на пишување на дневник, токму за да може да влезете со вашата автентичност. И сега, сето ова ви го споделувам не за да ви речам не го правете тоа, туку само за да ви доловам како ние несвесно се споредуваме со другите. Во моментот кога престанав да се споредувам со книгата има се уште иста вредност, многу е вредна, но тука и сега ти не си за мене. Фала ти многу што ме инспирираше, ми даде многу идеи што се можам да правам, ама јас знам на кој начин можам да ги поставам овие навики во мојот живот или да донесам сосема поинакви навики кои што мене можеби многу повеќе ќе ме поддржат, за јас да бидам смирена, затоа што имам цел. Која е целта на тоа? Ако е целта да станувам рано, за да бидам станата рано пред светот, за да можам да завршам с некоја self-care рутина, односно некоја рутина за грижа за себе. Тоа не значи дека јас не можам да се грижам за себе, ако јас не станам рано. Туку,
окей, ако целта ми е јас да се грижам за себе, како можам тоа во текот на мојот ден да го направам? Што значи автентична грижа за мене? Не е секогаш грижа за себе, топла бања, купка, педикир, маникир, фризер. Не е никогаш тоа. Всушност тоа воопшто не е грижа за себе на која што се мисли. Па не е ниту медитација. Грижата за себе понекогаш значи да одам на психотерапија. Или пак да влезам и да бидам во контакт со себе и да размислувам за себе и да пишувам, или без разлика на кој начин го правиме тоа, не механички, туку навистина да бидам во контакт со оно кое што ми смета, да си ги видам маните, да си ги видам грешките, да видам каде навистина не чинам и што правам, што морам да го променам, или пак контакт со себе може да биде да видам што се тоа добро во мене, јас не го гледам, а можам да го искористам и го имам како потенцијал, или понекогаш е да не гледам во ништо од ова, туку едноставно да истуркам, да преживеам, нели, да помине периодот. Што сакам да кажам? Секоја планина своја тежина. И ова е нешто кое што многу често го слушаме и мислам дека е една поговорка која што никогаш нема да се гледа како негативна. Секоја планина своја тежина. Гледате од кога датира тоа индивидуално, да не се споредуваме и да си ја гледаме нашата тежина. Затоа што доколку јас во моментов сум поподдржана, можам да носам многу поголема тежина, а доколку ти си недоволно поддржана, затоа што во животот ти се случуваат XX ситуации кои што се фактор да твојата тежина, иако мене можеби ми е мала, тебе те преплави или те сруши, буквално те преклопи. Затоа, кога некого гледаме, кога некого читаме или кога гледаме некоја друга личност пред нас и гледаме во незиниот чаптер 20, еве, например, затоа искоментирав, можеби за неколку години, јас самата ќе можам баш да употребувам некои работи, да правам некои работи кои што ќе бидат вау тогаш, иако сега знам дека можам да ги правам. Ма сега не можам да ги правам. Не затоа што не сакам или затоа што не знам дека се добри, туку затоа што јас сум сега на некое друго поглавје, друга сезона, друга фаза во мојот живот, друг период, како сака да наречете го. Буквално ве повикувам да размислите и да видите која фаза од животот сега вам се случува и што е оно кое што го правите несвесно, кон кое што можеби имате и отпор, но го правите затоа што го прават другите или затоа што несвесно се споредувате со другите или пак со некоја книга, со некој филм, со некој лик. Затоа ја споделив оваа книга чисто како некој пример за да можам да ви доловам што значи одлична книга, одлични препораки, одлична цел, одлична намера, ама е намера од лаик. А што значи намера од лаик? Ти кажувам што да правиш за да бидеш успешен. А што ако си успешен, а не го правиш тоа? Што ако си успешен, а не го правиш тоа? И сигурна сум дека многу успешни луѓе не го променуваат тоа. И дефинитивно сигурно сум дека најмалку една личност која што го слуша овој подкаст е успешна, а не го применува истото, односно применува други автентични навики. И тоа е оној момент на сакам да станеш ти, онолку колку што сум јас. Поентата е да уживаш и да имаш своји автентични навики, односно не е цел да го живееш мојот сон или нечи друг сон, туку да имаш цели кои што јас, или да пак да имаш цели и навики кои што јас ги имам, туку да видиш што се твоите предности, твоите сили, твоите мани, твоите капацитети и навики за да си го исполниш твојот потенцијал. И сега, ако се вратам на целта на личниот развој, дека не е да бидете послични на некого, туку да бидете што повеќе налик на себе си, туку уште толку може да се јави оној момент на споредба. А што значи да бидам налик на себе? А која сум јас? А кои се моите вредности? А како да бидам во контакт со себе? А што точно јас правам? Дали јас се споредувам или не? И затоа тука некаде ќе ве вратам на оној моментот дека многу е важно да се прифатиме, за да можеме да се менуваме, а за да почнеме да се прифаќаме, прво мора да се запознаеме. Затоа што секоја промена се случува со само прифаќање, а доколку се само прифатиме, ние ќе можеме да, автоматски сме се запознале себе си, сме талкале малку во минатото, сме виделе која е сегашноста, што сега нам ни е најдобро и најпотребно, и тука можеме да создадеме здрави навики и здрави рутини кои што за нас во овој период се најдобри. Но мора да бидеме свесни дека ова не е ригидно, ова не е статично, ова не е навика која што значи дека јас ќе ја правам доживотно, туку ја правам во овој период од мојот живот.
како што и Робин Шарма во одреден период од неговиот живот ги прави тие работи кои што ги прави, како што стои на Петко Станко ги прават тие работи во одреден период, а во одреден не ги прават. И сигурна сум дека ќе ви текна на најмалку 2-3 примери кои што се многу инспиративни, биле многу доследни или мотивирани да имаат одредени навики, но тие не се вечни, не ги правеле од секогаш, во одреден период од нивниот живот не ги прават и секако си наоѓаат изговор зошто тоа не го прават. Онако што тука ми е доста важно да го споделам, кога ја спомнав секоја планина своја тежина, зошто го носам истиот момент? Ако ние се споредуваме, а не си ја гледаме нашата планина, на која што понекогаш па и не мора да ја поместуваме, туку можеме и да си се подпреме, ние губиме контакт со нас и со сите стратегии што можеме да ги превземеме за да надминеме. Ако ве повикам да размислите на било кој, ајде да речам адреналински спорт, или кога веќе зборувам за планина, тогаш можам да споделам за искачување по планина. Доколку сте се искачувале по планина или сте гледале како некој се искачува по планина, сигурно сум дека некаде сте свесни дека постојат различна опрема и различни техники на различна надморска височина. Што значи дека секоја надморска височина бара различна стратегија или еве го моментот на различна навика за справување, за искачување. Има некои предели кои што се ладни, нели над одредена надморска височина, веќе има снег или мраз, па потребни се посебни чевли, обувки, ланци, јажиња и така натаму, посебен начин, посебна стратегија за искачување. Секој кој што активно се искачува по планини, точно знае што сакам да кажам и точно може да види, а оние кои што не, може само да истражите. Значи, доволно е само да истражите различна надморска височина и различни стратегии за искачување. И не е исто, нели се шетаме на водно и се искачуваме на водно и не е исто веќе на висока планина. И тука ми е многу важно да ја дадам оваа метафора токму за нашиот живот. На која надморска височина се наоѓате сега? Ако можете некаде и како планина да се замислите и да си го зацртате тоа, каде сте вие? Може би во вашиот живот во овој период се наоѓате некаде таму на студот, каде што се потребни баш чевли кои што преке се заковаат натре. Ви е потребно нешто многу топло, многу големо, ви е потребна многу поголема заштита. А може би се наоѓате па и на водно, нели? И може така да сте полабави и да шетате, да ви е малку поедноставно, да ви е малку поедноставна стратегијата. Ова ми е многу важно и мислам дека многу се расте токму низ метафори и секогаш се трудам да дадам или некој пример или некоја метафора и ви благодарам за фидбекот кога ми споделувате колку ви значи, кога ќе ви споделам и нешто лично. Но кога го споделувам тоа лично, не сакам да го споделам за да бидете како мене, туку само за да дадам пример, да го најдете вашиот соодветен пример. Тоа запомнете го. Никој не е како вас. Никој не го живее вашиот живот, никој друг не ги има истите ресурси во овој момент кој што ги имате вие. И затоа доколку се пронаоѓате во ова и доколку некако се споредувате и гледате каков е вашиот раст и развој, не заборавајте дека и успехот, и личниот раст и развој, и промената, и буквално сите оние аспекти кои што може да бидат мерливи, кај секоко изгледаат различно. Има една многу убава слика каде што вика личниот раст и развој кај секоко изгледа различно и на една слика големо цвеќе со многу цветови, со многу листови горе, а помал корен, а другото едно мало ливче, но долу коренот многу пораснал и се зацврснал. Проверете и ова е буквално уште една метафора која што може да ве поддржи. Проверете дали може би во овој период го јакнете коренот. Затоа што доколку го јакнете коренот, промената нема многу да е видлива од надвор. И може би ќе мислите дека бадијал работите на вашиот личен раст и развој, но вие всушност го зацврснувате темелот. Или пак може би ќе гледате многу успех, ќе летате, ќе имате многу мотивација и ќе се чувствувате прекрасно и ќе почнете да ги подичувате другите, но едно мало невреме може да ве откорне од земја и после, окей,
ај сега од поново. Има ми е многу чест случај што го гледам. Да не работев со луѓе, веројатно не може да ги знам овие работи, но кога работам и кога гледам, затоа секогаш велам полека. Целиот тој развој не треба да оди брзо. Да, нам можеби не изгледа брзо за другата личност, но ние не сме ни малку свесни што се таа личност поминува и изминува, или пак понекогаш мислиме дека многу добива или многу има, но не е така во реалноста. Никој не се разголува онолку колку што вие реално си ја гледате вашата гола душа, и така и треба да остане, но мора да бидеме свесни дека никој не го прави тоа. И за да не е предолга ова епизода, некаде си дадов ветување дека нема да снимам веќе многу долги епизоди, иако па и не ми оди баш. Но како би можеле навистина да стигнете до крајот и да ја слушате тука некаде полека, би сакала да завршам со ова и со оваа голема пречка за личниот раст и развој, тоа е споредба со другите. Но оно кое што би го додала, односно кое што би сакала да го донесам е дека кога ние се споредуваме, не само што имаме негативна перцепција за себе си, која што ни намалува самодовербата, туку имаме и нереални стандарди, односно самата таа споредба ни прави да ги игнорираме нашите предизвици, нашиот живот, нашата надморска височина која што ја донесов, не води кон губиток на нашата автентичност, а за мене е многу важно и мислам дека кога ние ќе допреме до нас, до нашата автентичност, животот веќе добива една друга димензија, се јавува љубомора, се јавува завист, кои што можат многу да не поддржат и да ни помогнат, но во овој случај кога се споредуваме, за жал не ни помагаат, односно доколку не сме на реално патување на личен раст и развој не ни помагаат, но ве снимам епизода за љубомора и завист, така да очекувајте дефинитивно нешто кое што може да ве поддржи тука. И ни прават проблем, ни го лимитираат фокусот, односно кога ние се споредуваме, имаме фокус кој што е насочен таму, а не кај нас, не онаму каде што се нашите таленти, нашите вредности, нашите капацитети, се јавува многу силен страф од неуспех, затоа што буквално гледаме во сето оно кое што го има другата личност и се плашиме да ризикуваме, а на некој начин самиот успех бара ризик и бара многу за губитоци, и се јавува еден друг, ајде да кажам, друга емоција, а тоа е недостатокот на благодарност. А кога немаме благодарност, животот малку повеќе се комплицира, задоволството од животот доста се намалува и нашето целосно патување, целиот процес не ни носи веќе задоволство. И затоа доколку некако стигнавте до тука, верувам дека може, ако ништо друго, прво да мапирате со што се јас се споредувам или со кои личности најмногу се споредувам, кој мислам дека ме инспирира и дали навистина ме инспирира да бидам автентична јас, односно да допрам до себе и да бидам таа што сум јас, или ме инспирира за да станам како неа. Па наместо да ми е, ајде да кажам, гориво и да ми е бензин, да ми помогне да јас растам, јас некаде се чувствувам, ама зошто јас не можам да бидам таква или зошто јас не сум таму каде што е таа. Направете една убава и здрава анализа, па потоа нацртете си ја планината или цвеќето и без разлика и видете на која надморска височина се наоѓате сега и видете кои се оние стратегии, оние навики, онаа облека, оние опрема што ви е потребна за да ја надминете оваа надморска височина во која што се наоѓате тука и сега. Се надевам дека на овој начин, низ оваа епизода, успеав барем малку да допрам до вас и да ви помогнам, да ве поттикнам да го намалите она споредување со другите и да некако видите дека срекните луѓе се радуваат за другите срекни луѓе и се надевам дека ќе успеете што повеќе да допрете до вашата автентичност која на некој начин ќе ве донесе до вашата среќа. Ви благодарам многу за целата поддршка и за ова прекрасно патување, за ова број 70 епизода. Се слушаме во наредната епизода. Поздрав!